Визија, континуитет, дела, решенија, експедитивност. Двајца кандидати, еден град, различна перспектива, иста цел, подобрување на животот на граѓаните. Максим Димитриевски од движењето Знам за наша Македонија и Горан Стојковски Диро, независен кандидат. Во недела ќе се борат за челната позиција во општина Куманово. Актуелниот градоначалник, кој се надева на трет мандат, за себе вели дека е човек од збор, а уверен е дека тоа го мислат и граѓаните. Димитриевски во финишот на кампањата ги повикува граѓаните да гласаат за континуитет и конкретни дела, а не празни зборови, како главни приоритети за следниот мандат. Тој најави изградба на 3 нови детски градинки, нови кружни текови, целосно уредување на централното градско подрачје, модернизација и надградба на јавниот превоз, нови зелени површини, нови паркинг простори, спортски комплекси. Според него, резултатите од досегашното управување покажуваат дека граѓаните го препознаваат трудот, честноста и посветеноста, а поддршката од ВМРО, ДПМН и Вреди ја гледа како дополнителен поттик за работа. Сите партерни содржини околу вашите згради ќе бидат уредени. Воедно ќе бидат проширени сите постоечки паркинг простори, уредно одбележени и составен дел на втората зона за паркирање, која што ќе биде целосно бесплатна за сите вас кои што сте со место на живење овде. Сите зелени површини, вклучувајќи го и Орео Влад, ќе бидат задржани. Биди промената која сакаш да ја видиш во Куманово, да ги направиме идните 4 години вредни и достојни. Независниот кандидат Горан Стојковски Диро вети дека ќе биде градоначалник кој обединува. Реконструкција на улиците, чиста животна средина, системско решавање на проблемите. Куманово да биде град на културата и на младите. Стојковски верува дека неговата програма е рецепт за безбедно и чисто Куманово. Верувам и сум сигурен дека има доволно умни, добри луѓе во Куманово кои што ќе дадат поддршка и нема да направат изненадување на 2 ноември, него едноставно ќе го вратат Куманово таму каде што ќе му е местото. Куманово уредно, функционално, безбедно, град на култура и град на спорт. Кампањата е фокусирана на подобрување на условите за живење, инфраструктурата и животната средина, а граѓаните ќе одлучат кому ќе ја доверат општината. Димитриевски со над 16.000 гласови во вториот круг влегува со голема предност наспроти неговиот опонент кој освои нешто помалку од 6.000 гласови.